Списоците на невработените лица повторно стануваат се подолги, а пандемијата и последиците во оваа статистика со последниот извештај имаат државен потпис и печат. Поздравието, најболната точка во овој период се работните места и платите. Но, за краток период, илјадници семејства останале без пари за екзистенција. Негативната листа ја предводи Штип, кој во март имал 2673, а со истекот на август 4063 невработени лица. Разликата е голема, 1390 нови невработени, што е по 230 на месец или безмалку 8 лица на ден. Втора најголема негативна разлика од 939 невработени прави Кочани, со 2594 невработени во март и 3533 во август. Од останатите градови, лошо минуваат и Делчево и Свети Николе. Делчево има 422 лица плюс, а Свети Николе 393, што според бројот на жители ги прави општини со многу сериозни последици од состојбата. Блиску до нив се и Берово и Виница, кои сега бројат 276, односно 383 лица повеќе невработени. По 6 месеци криза, овие бројки се голем проблем и креираат лоша економска состојба, но предвидувањата се дека лошото може да ескалира уште полошо, а во некои сектори и во драматична состојба. Поради ова, Сојузот на стопански комори предлага 25 спасовностни мерки. Неселективно да продолжи мерката финансиска помош од 14.500 денари до март идната година. Одложување на сите даночни долгови за оваа година. Репрограмирање на кредитите. Олеснет пристап до бескаматни кредити и други мерки. Кои од овие мерки и да бидат прифатени од владата, кризата без последици нема да остави никого. Најпогодени повторно ќе бидат работниците и социјалните групи. На кој начин ќе бараат спас да ја преживеат зимата, треба да размислуваат уште од сега.